Почитувани, добро е граѓаните да бидат подсетени за неспособноста на СДСМ, за бесрамното лажење и обид да наметнат кратко паметење. Веќе 4 години алармираме за неспроведувањето на ветената програма на Борис Георгиевски и со неговиот молк добиваме потврда дека власта воопшто не чувствува одговорност пред граѓаните. Граѓаните на Автокоманда и Керамидница се оставени без уставно загарантираното право на здравствена заштита. СДСМ и градоначалникот на општина Газибаба пред 4 години ветија изградба на нова поликлиника во Автокоманда, но и тоа ветување како и се друго остана само проект на хартија. Во ек на светска здравствена криза, проследена со пандемија од невидени размери, додека Филипчи и Заев се возат со своите мотори, жителите на Автокоманда и Керамидница беа принудени здравствената заштита да остваруваат во приватни клиники и други здравствени установи. Во конкуренција за најголема лага на градоначалникот и СДСМ е даденото ветување во 2017 година дека ќе биде изградена нова поликлиника во урбаната заедница Автокоманда. Борис Георгиевски ги изманипулира граѓаните во општина Газибаба дека ќе изгради поликлиника која ќе има најсовремена опрема и специјалистички ординации. Сами може да се уверите од она што го гледате позади мене, дека на истекот на мандатот на Георгиевски нема никаква активност од најавениот проект. Здравствените осигуреници од урбаните заедници Керамидница и Автокоманда добиваат здравствени услуги во стара и руинирана амбуланта надвор од сите стандарди. Овој објект не е безбеден и во него не може да се даваат услуги на граѓаните. Самиот лекарски персонал работи во субстандардни услови. Автокоманда, како населба со најголем број на жители во општината, нема соодветна примерна и секундарна здравствена заштита. Почитувани, времето на Борис Георгиевски и СДСМ во Газибаба завршува. Граѓаните на Газибаба на дело ја видоа неспособноста на владењето на СДСМ на локално и централно ниво. Новата локална администрација, предводена од ВМРО-ДПМН, ќе врати општина Газибаба на патот на развојот, напредокот и реализацијата на нови проекти.